Ej. Почитувани граѓани, драги пријатели, добре дојдовте на промотивната конвенција на движење Знам за наша Македонија. Македонија е пред одлука, Македонија мора да гради пат кон иднината, Македонија мора да биде земја на среќни и задоволни граѓани. Ние знаеме како, ние знаеме со кои луѓе и ние го знаеме вистинскиот пат. Го повикувам хорот Злата Мегленска да ја изведе химната на Република Македонија.
за храна и дом за секој граѓанин на Македонија. За усогласување на минималната пензија со минималната плата, за линеарно зголемување на пензиите и 13-та пензија, за социјална помош за оние на кои најмногу им е потребна. За наша Македонија. Движење Знам за наша Македонија. Гарантот дека падините на Шара ќе прераснат во модерен туристички центар, дека ќе се задржат главните придобивки во Македонија за вистински соживот, човекот кој обединува повеќе невладини организации, магистер по правни науки, господин Небојша Захариевски, носител на победничката пратеничка листа во изборна единица број 6. Повелете, господин. Добар ден, Скопје! Добар ден, Македонија! Почитувам председател на Движењето Знам за наша Македонија, господин Максим Димитриевски, почитувани подпредседатели, господја Весна Бендеска, генерал мајор, доктор Павле Арсовски, почитувани симпатизери, членови, почитувани гости. Во Полошкиот плански регион, од каде што доаѓам од изборната единица број 6, не тиштат многу проблеми, но затоа сме тука обединети и ќе кажеме. Чиста и безбедна вода за пиење за секое домаќинство. Решавање на проблеми со водата за пиење не само од примарна, туку и секундарна природа по европски стандарди и нормативи. Тетово едноставно не сме да биде рекордер по огромен број на добиени грантови за решавање на овој горлив проблем, кој што се уште до ден денеска има рестрикции и прекини. Истата работа со заеднички проблем има и во општините Брвеница, Јагуновце, односно селата Ратаја, Тијарце, во целиот Подгор и поселието. Тоа едноставно мора да престане. Спречување на одлив на младите умови. Знаете колкав е бранот на иселувањето на младите во Македонија. А кои се причините? Ги има многу, но само ќе ги избоем поглавните. Значи, кадрот во образованието мора да биде во редот на најдобрите студенти, бидејќи тие највише ни заминуваат, бидејќи не им е дадена шанса да градат академска кариера. И платите исто така на наставниците и учителите мора да бидат највисоки. Да се биде просветен работник не само што е 6, туку мора да се има и достоинство. А тоа знаете како е поврзано со платите. Бидејќи тоа е предуслов за манифестирање на патриотизмот и дигнитетот воопшто во образовната сфера. Исто така, отворањето на приватните универзитети мора критериумите да ги подигнеме, се со цел кога ќе се добие диплома да има поголема сатисфакција кај сите нас. Посебно внимание да добијат секој научник кој што работи посветено и честно, а тоа како преку добијање на конкретни грантови. За Шар планина не треба многу да ви зборувам, знаете дека сега е национален парк, но само ќе напоменам тамо, долги години живее и екзистира едно прекрасно население од метишан етнички состав, кој што со години наназад има изградено начин на делување. Тоа е национален парк од втора категорија заштитено подрачје и сега жителите се збунети, крпат крај со крај, немаат огромни дрва. Мора да им дозволиме само за собствени потреби да ги користат забелите кои што традиционално ги користеле за огрев. Меѓутоа, што сакам да кажам,
Бидејќи шумата е поврзана со водата за пиење, мора да биде национално богатство државните шуми и води. Кај безбедносниот систем, горлив проблем во цела Македонија, мора го подигнеме нивото. Најбитно е униформираните полицајци да добијат 20% изголемени плати. Едноставно тоа мора да го направиме. Пред да го направиме зголемувањето на платите 20%, мора да прекине партискиот мобинг на истите, прекомандувањето, показнување со секоја промена на власта, знаете, веќе не е ни тајна, прераспределба по партиски систематизации, злоупотребување на принцип на субкоординација и така натаму. Едноставно, мора да воспоставиме култура за нечленување во политички партии на униформираната полиција. Безбедноста мора да биде највисоко ниво, со тоа што повеќе позорникарни полицајци за поголема безбедност на сите нас. Што да ви кажам друго? Свите имате член до семејството кој што членува во некој синдикат, а синдикатите во Македонија се приказа за себе. Зошто толкав голем број на синдикати, јас би се запрашал. Не верувам дека некого му е јасно. Тотално шаренило според називите, според функциите, со презнакот на самостојни, независни, конфедерации, федерации, не знам какви, меѓутоа едно ги обединува, а тоа е партиски тотално контролирани, за жал, драги мои. Не, драги мои, доколку сакате да водите политика, повелете, придружете се на политичката платформа која што ќе ви ја понуди движењето Знам за наша Македонија. Впрочем, таков модел постои, е легитимен. Најуспешен во светот е во скандинавските земји и мислам дека може и тука да се примени. Значи, за се постои решение. Во мојата изборна единица број 6 мора да го спомнам и Хек Јуохром, Феролајс и Гуновце, бидејќи слушам дека некои центри се спремаат да го отворат. А како да го отворат? На традиционален начин со менеджирање на две фиоки. Во едната фиока се црвените, во другата плавите. Драги мои, тоа мора да престане, дојде му е крајот на таа работа. Подеднаков пристап мора да има кон сите работници, а пак ставањето во погон мора да биде директно поврзано со екологијата, со инсталирањето на еколошкиот систем, популарно накажан филтер, по европски стандарди, бидејќи отпадните материи не смеат повеќе да се таложат во почвата, во полошкиот поле. Знаете, полошкото поле е едно од најплодните во Македонија и на Балканот, со категорија на почва од втора, трета категорија, па дури и прва. Што викаат тетовчани, обратно да го посееш, на лице ќе никне. Затоа содржините на нитрати во полог мора да бидат контролирани и преди се да се направи деконтаминација на почвата, се со цел да имаме зелено земјоделство, бидејќи храната нели ни е насушно потребна да биде здрава и чиста. Во образованието би извел само едни најприоритетни проблеми, односно потреби, а тоа е спортските активности, кои што секој родител ги плаќа за приватно да одат учениците, затоа што редовно губат часови по физичко воспитување. Тоа мора час поскоро како приоритет да се реши. А за спортот во нашиот регион има многу да се зборува, многу спортови во Македонија потекнале од полошкиот регион, меѓутоа ќе извам една многу позната манифестација, тоа е Шапланинскиот ски клуб на Попова шапка, каде што беше покровител во минатото претседател на државата Република Македонија. Денеска тој не постои, дури не го спомнуваат ни спортските критичари, ни спортските новинари. Затоа час поскоро мора го возобновиме, издигнеме задоволително значајно ниво за одржување како што доликува.
Зашто да ви говорам, почитувани присутни? Само за транспарентност, одговорност и одговорно работење може да постигнеме добро владење, коите како насушно е потребно на Македонија. Затоа главата горе, доброто владење допрва доаѓа. Ви благодарам на вниманието, да сте живи и здрави за наша Македонија. За енергетска независност на државата, за целосна либерализација на пазарот на електрична енергија и природен газ, за сериозен инвестициски циклус во проекти за производство на електрична енергија, за обновливи извори на енергија и гасификација на ниво на државата, за наша Македонија. Движење Знам за наша Македонија. Велат дека политичарите немаат став, карактер и се превртливи. Не се сите исти. Во движењето Знам ја имаме жената која покажа став, карактер и стабилност. Ја повикувам да ви се обрати господја Весна Бендевска, носител на победничката листа во изборна единица број 5. Добар ден, другарки и другари, дами и господа, почитувани пријатели. Добар ден, храбри, одважни, непокорни, исправени, горди луѓе што сте тука. Денес е убав, сончев и насмеан ден. Мириса на пролет. Мириса на будење. Се буди надеж, се буди енергија, се буди решителност и време е да се исправеме и да крикнеме доста е. Доста беа понижувања, наведнати глави, сиромаштија, разделени семејства, раскарани и разединети. Доста беа невидени грабежи и криминали, невидена корупција, доста од уцени рекети закани. Доста ни е од овој црно-сив свет. Време е да ја свртиме оваа страница, време е за нов почеток, време е за Македонија. Пред некој ден чув една многу убава максима од еден колега на последниот состанок на движењето Знам. Тој рече: гордост е да се родиш во Македонија, но должност е да се бориш за Македонија. И затоа постои движењето Знам за наша Македонија. Драги пријатели, пред нас се избори кои ќе одлучуваат за иднината на Македонија. А иднина без минато едноставно нема. Како што не може да постои Македонија без македонци, без македонски јазик, македонска историја и национален идентитет. Ова се избори кои ќе одлучуваат дали сме достојни на борбата и саможртвата на македонските херои. Со векови Македонија била под робство и окупација од разни поробувачи, но преживеала и обстанала. Не смееме да дозволиме нивната жртва да биде залудна.
Ние мора да го зачуваме темелот на државотворноста што ја граделе Гоце, Даме, Јане, Питу, Карев и ја создале првата република на Балканот. Ние имаме обврска да го почитуваме и делото и саможртвата на Стив, Елпида, Кузман, Страшо, Естреја, Корчагин, Карпош и сите други херои што паднаа во народно-ослободителната борба за да ја создадат првата македонска држава. Нивната крв и младост не обврзуваат. Не смееме да дозволиме да бидат убиени повтор пат. Не смееме и нема да дозволиме да го уништиме нивниот сон за слободна, самостојна, модерна држава. Споменот за нив не охрабрува и ни го покажува вистинскиот пат. Асном мора да биде темел на нашата државност. Затоа, по Илинден и Асном, време е за изборно востание. Изборното востание ќе започне на 24 април. Ќе заврши на 8 мај. А ние, како што долекува, ќе ја славиме победата точно на денот на кој се слави победата против фашизмот, 9 мај. На овие избори, Движењето Знам за наша Македонија има мисија. Да го предводи народот кој сака промени. Да го обедини народот што во срце ја носи Македонија. Да ги разбуди оние што се колебаат, да ги охрабри неодлучните, да ги убеди оние што не веруваат дека промените се неопходни и можни. Гласно им порачуваме. Приклучете се, преминете на страната на движењето без оглед на вашите политички, верски, религиозни, етнички и кои било други особености. Нека не обедини љубовта кон Македонија. Дојдете сите на вистинската страна на историјата. Приклучете се во создавањето на новата македонска иднина. Движењето Знам има и своја визија. Македонија, земја на обединети граѓани без оглед на разликите. Македонија, само одржлива држава, која во целост ги користи своите капацитет, што Бог ни ги дарил во изобилие. Сонце, плодна почва, чиста вода и природни убавини од кои застанува здивот. Македонија држава со нулта толеранција на корупција. Македонија држава која обезбедува правда и живее во мир. Македонија држава од која нема да се иселуваат младите. Држава која ќе ги користи своите човечки и кадровски потенцијали во целост. Македонија држава која ќе биде економски развиена и стабилна. Држава која ќе обезбедува бесплатно здравство за сите и држава со квалитетен, интегриран, вистински образовен систем. Држава целосно енергетски независна. Држава која ќе ги користи природните капацитети и сама ќе гради нови капацитети за производство на енергија од обновливи извори. Држава со добра и квалитетна патна инфраструктура како основа за развој на туризмот, за светот да може да ги види и ужива нашите природни убавини и древна историја. Визија за Македонија која нема да води на дворешна политика со партиски кадри и послушници кои проповедаа политики на свитка на кичма. Туку Македонија ќе биде слободна, независна, достоинствена држава на македонскиот народ и граѓаните од сите етнички заедници што живеат со неа, сплотени и обединети
околу државните национални интереси. Држава во која ќе царува мирот и заедништвото, држава на достоинствени граѓани кои се почитуваат меѓусебно. Само така Македонија ќе биде почитуван и посакуван партнер со исполнети целосни критериуми за полноправно членство во Европската Унија. Ова ќе го исполни движењето Знам. Затоа што зборот е збор. Зборот е збор и тука отстапки нема да има. Со поддршка и во коалиција со гордите и одважни граѓани на Македонија ќе ги оствариме и ќе ги донесиме промените. Одлучно, од срце и со цела енергија и љубов за наша Македонија. Знам дека ќе успееме. Битола, Охрид, Струга, Кичево, Долнени, Крушево, Демирхисар, Ресен и славна Дебрца. Да живее горда, достоинствена, исправена, одлучна Македонија. Ви благодарам. За реална помош за стопанството преку повеќе механизми, субвенции и мерки. За технолошки развој и дигитализација во стопанството. За инвестиции во знаење, човечки ресурси и нови технологии. За нови индустријски зони и нови работни места. За наша Македонија. Движење Знам за наша Македонија. Нашата нова младешка енергија, човекот со кого заедно ќе ја започнеме преродбата за Македонија да ја претвориме во самоодржлива држава. Го повикувам да се обрати господин Миле Цеков, носител на победничка пратеничка листа во изборна единица број 4. Имав напишан текст, но сепак решив да зборувам од душа. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани гости, слободни луѓе, почитувани сопартици, почитуван идем председател на Република Македонија, господинот Максим Димитриевски. Добар ден, победници! Дозволете ми најпрво да се заблагодарам од се срце на раководството на партијата, на извршниот и централниот одбор, што ми ја даде честа да бидам носител во победничка изборна единица 4 со најмалку 4 пратеници. Дел сум од нашата партија, затоа што оваа партија е партија на борбени, на храбри, нови луѓе, нова енергија, што ќе донесе коренити промени и голема победа во Македонија. Затоа сум посебно горд
што токму такви луѓе ми ја дадоа довербата. Знам дека нашиот македонски народ е ист како нас, чесен, вреден, работлив. Драги пријатели, нашата партија е создадена од луѓето и ќе им служиме само на народот. Знам дека нашиот македонски народ не се иселува од глад за леп. Нашиот народ е гладен за правда и промени. Знам исто така дека нашиот народ не се иселува затоа што е мрзелив и неработлив. Младите се иселуваат заради неспособните и корумпираната политичка елита која што владееше во последните 3 децении. Знам дека со нас ќе победат сите оние кои што сакаат правда и промени. Со нас ќе победат работливите, честните, сите оние кои си ја сакаат Македонија. Драги пријатели, движењето Знам нема да дозволи да се отвараат рудници во југоисточниот регион. Од овој регион доаѓа и мојата Струмица, каде мора да го искористиме потенцијалот што ни ја дава природата, а тоа е производството на храна. Македонија мора да биде конкурентна земја и извозник на храна, а не 90% да јадеме увозна храна. Нашата економија е многу мала, затоа извозот мора да биде генератор на економскиот раст и развој. Ние од Знам нема да дозволиме македонскиот народ да увезува и да ја плаќа најскапата електрична енергија. Затоа од овде најавувам големи капитални инвестиции во изградба на енергетски капацитети во домашна сопствена државна. Од овде ги најавувам 2 гасни електрани. Проектот Вардарска долина, во кој ќе бидат опфатени 14 хидроелектрани и конечно изградба на Чебрен. Драги пријатели, ние од Знам силно ќе го мотивираме и ќе го стимулираме земјоделецот. Најавуваме големи проекти во земјоделството, затоа што ако имаме богати села, ќе имаме и богати градови. Зголемени субвенции, планирано производство, консолидација на земјоделското земјиште, загарантирани откупни цени. Со тоа ќе овозможиме земјоделството повторно да биде најпрофитабилната дејност во нашата земја. Ако имаме силно земјоделство, ќе имаме силна индустрија за храна и силна економија. Ние од Знам ќе се бориме Прилеп повторно да биде познат по тутунот, Дојран да биде туристички бисер со инфраструктура, а Тиквешијата позната по својата вински туризам. Драги пријатели, ние од Знам ќе се бориме и ќе ги поддржиме домашните микро, мали и средни компании. Во нашата економска програма силно ќе се посветиме на нив, затоа што тие се столбот на нашата економија. 90% од работно способното население работи токму во нашите домашни компании. Ние од Знам ќе се бориме силно против селективната правда, затоа што во моментот ја уживаат само оние што се на власт. Драги пријатели, деновиве разговарам со илјадници луѓе.
позитивни пораки доаѓаат од сите разочарани независни граѓани, почнувајќи од Прилеп, Кавадарци, Неготино, Гевгелија, Валандово, Дојран, Струмица, Радовиш. И само можам едно да ви кажам. Сите со душа го чекаат движењето Знам за наша Македонија. Ке има голема победа! Голема победа на 24 април, а на 9 мај ке ве поздрави и целата Република Македонија, господинот Максим Димитриевски. И за крај, сакам да се обратам не само на вас овде, сакам да се обратам до целиот македонски народ. Македонски народе, доаѓа новата сила, охрабри се, доаѓа движењето Знам за наша Македонија, подготви се, не чека борба за Македонија, да живее Македонија, да сте ми живи и здрави, да живее партијата! За вистинска подршка и развој на земјоделските, сточарските и други примарни дејности. За домашно производство на храна што ќе ги задоволи државните потреби. За полесен пристап до нови технологии, знаење, механизација и опрема. За зголемено производство и принос во сите примарни дејности. За наша Македонија. Движење Знам за наша Македонија. Армијата на Македонија е гарант и чувар на нејзината стабилност и безбедност. Во најармиската изборна единица го повикувам генералот, доктор по историски науки, господин Павле Арсовски, носител на победничката листа број 3. Почитувани сопартици и соборци, почитувани поддржувачи, почитувани присутни. Дозволете ми да искажам голема благодарност на партиските органи на движење Знам за наша Македонија, што ми е да ја предводам нашата листа на кандидати за пратеници во изборната единица број 3. Оваа голема чест представува и голема обврска и одговорност, но и уште поголем предизвик кој сите ние од изборната единица 3, сите кандидати, сите шефови на општински изборни штабови и сите членови и симпатизери имаме намера успешно да ја надминеме. Почитувани, со жалење и загриженост стануваме свесни дека Македонија, нашата татковина, е доведена во една незавидна состојба и на внатрешен и на надворешен план и стои пред амбисот. Со подкопани идентитетски историски темели, со руинирана економија, држава во која цветаат криминалот и корупцијата и во која правдата не е еднаква за сите. Нашата Македонија денес е држава на сиромашни и несреќни луѓе. Длабоко поделено општество по хоризонтала и социјален статус и по вертикала
каде македонците, албанците, турците, ромите, србите, бошњаците, власите и сите други живеат едни покрај други, а не едни со други во слога и разбирање. Држава од која граѓаните масовно се градови и села опустошуваат, нивите и полињата зараснуваат во пиреј. Но ние од Македонија немаме намера да бидеме неми наблюдувачи на оваа ситуација. Ние од ЗНАМ немаме намера да се предадеме на оваа состојба, туку сме цврсто решени да ги промениме работите на подобро. Тргнавме храбро и одлучно пред половина година, предводени од нашиот другар и лидер Максим Димитриевски, да им ја вратиме надеждата и вербата, да ги увериме граѓаните дека не е се готово и дека од нас самите зависи судбината на државата. Граѓаните имаат моќ состојбите да ги свртат во позитивна насока, а ние од ЗНАМ имаме должност да ги мобилизираме и организираме. Со масовна поддршка да докажеме дека ние во Македонија сме способни во државата повторно да воспоставиме ред, работа и поредок. Да воспоставиме праведен систем каде сите наши луѓе ќе се чувствуваат свои на своето, каде што ќе има работа и добар живот, младите европско образование, а сите модерно здравство. Сите ние од ЗНАМ ја гледаме Македонија како заедничка татковина со која треба да се гордееме. Само одржлива држава во секој поглед. А истокот на државата има огромен потенцијал. Заедно со сите наши членови симпатизери, добро организирани и распоредени, со висок морал и верба, во наредните недели ќе ја прокрстариме изборната единица 3, ќе се среќаваме со граѓаните и ќе им нудиме решенија за проблемите. Тргнуваме во Свети Никола и Кочани, и Виница, Велес и Штип, во Македонска Каменица, Делчево, Берево и Пекчево, Пробиштип, Злетово, Градово и Крива Паланка и во сите градови и села, лично да им ја пренесеме оваа енергија, верба и надежда. На овие избори има големи промени во Македонија и работите никогаш повеќе нема да бидат исти. Но пред парламентарниот успех на движење ЗНАМ ни предстои триумф на председателските избори. Во нашите редови од ЗНАМ го имаме вистинскиот татко на нацијата, чуварот на идентитетот, храбриот и одлучен Максим Димитриевски. Одиме на двојна победа, живее Македонија! За бесплатно здравство во вистинска смисла. За нови и модерни медицински капацитети. За еднаков пристап до здравствените услуги за сите. За здравствен систем во кој пациентите нема да бидат клиенти, туку вистински ќе ги лекува граѓаните. За повисоки плати за докторите и медицинските лица. За наша Македонија. Движење ЗНАМ за наша Македонија. Оттаму од каде започнавме, од регионот каде ја очекуваме најголемата победа, ни доаѓа магистерот по кривично процесно право, председателот на општинска организација Куманово, господин Даниел Стојчевски.
Тој ќе ја предводи пратеничката листа во изборна единица број 2. Почитувани присутни, почитувани членови, симпатизери на Движење Знам за наша Македонија. Почитувам председателя Максим Димитриевски. Почитувани граѓани, Знам е партија што во досегашното функционирање покажа и докажа дека знае како да се справи со проблемите во општеството и да се сврти кон обичниот човек. Секојдневно преку примерот во Куманово може да се види дека нашите ветувања не се само средство на предизборна кампања. Дека за нас се уште зборот е збор. И дека она што ќе го кажеме, стоиме зад него и го исполнуваме. Во првиот мандат на председателот Максим Димитриевски, како градоначалник на Куманово, беа реализирани сите ветени проекти, а дополнително и некои кои што не беа ветени. Во вториот мандат се случува истото. Кумановското сценарио ќе го примениме на секаде. Свртени кон граѓаните и кон нивните потреби, кон она што е нивен најголем проблем. Луѓето секогаш се најзагрижени за своето здравје и за функционирање на здравствениот систем, како и за основната социјална сигурност која заслужува секој од нас. Наместо од болест, луѓето денеска во Македонија умираат од лошата инфраструктура во здравството, во здравствените установи и од негрижа за медицинскиот персонал, за докторите, за медицинските сестри. Пациентите се упатени кон приватните клиники, буквално си го купуваат живото, зашто државата не се грижи за она што претходните генерации го граделе, за да може секој да има пристап до здравствените услуги. Итно и неодложно мора да се зголемат платите во здравството пред и последниот лекар да си отиде од Македонија. Тие заслужуваат покачување од 20% уште веднаш, а товарот на грижата за пациентите паѓа и на медицинските сестри и на другиот медицински персонал. За нив предвидуваме покачување на плати од 50%. Сите граѓани во оваа држава мораат да имаат пристап до бесплатен здравствен систем. Тој систем мора да ги лекува пациентите, а не од нив да создава клиенти. Обезбедување еднаков пристап до здравствените услуги на сите граѓани по нивни избор и примена на компаративна и алтернативна медицина во сите сегменти на здравствениот систем се дел од програмските постулати на Движењето Знам за наша Македонија. Ние на овие избори. Но пред се, ние сме партија која што припаѓа на левиот центар и секогаш во фокусот ни е работникот, пензионерот, така наречената средна класа, која секојдневно ја снемува пред нашите очи во Македонија. Не може оние што ја граделе оваа држава да останат на нејзините маргини и да бидат заборавени. Минималната пензија мора да се усогласи со минималната плата, а 13-та пензија да добијат сите оние кои примаат пензии до 30.000 денари.
земјоделските и социјални пензии ќе ги зголемиме до 30%. А пак другите пензии ќе се зголемат. И тоа, оние од првата категорија за 20%, од втора за 15%, од трета категорија за 10%, од четвртата за 5%. Државата гарантира на граѓаните храна и вода за пиење за секого. Тоа е основно човеково право и никој не смее да има пристап до она, да нема пристап за она што значи живот за него. Од држава како што е Македонија, со број на жители што секој ден опаѓа, правен дом мора да биде подпомогнато од државата, да се погрижиме сите наши граѓани да имаат покрив над главите. Покажавме дека со честни посветени луѓе работат за доброто на граѓаните. Целите се остварливи. Знаеме како треба да се работи домакински, со план и визија за доброто на наша Македонија. Така ќе работиме во Скопје, во Газигабар, во Ѓорче Петров, во Бутел, во Чаир, во Куманово, така ќе биде во цела Македонија. Ние знаеме дека граѓаните ќе го препознаат и поддржат нашиот искрен, честен Македонија да ја направиме подобро место за живење за сите граѓани. Одиме на победа, да живее Македонија! За воспитно образовен систем, честни и одговорни личности, за бесплатни студии за сите студенти, за нови и модерни воспитно-образовни капацитети, за достојни месечни примања за професорите и наставниците, за добри политики со кои младите ќе ги задржиме дома, за наша Македонија. Движење знак за наша Македонија. За да се разбериме, зборувам, го говори македонскиот јазик. Го повикувам најдобриот познавач и негувач на македонскиот јазик, доцент доктор Бобан Карапејовски, носител на победничката пратеничка листа во изборна единица број 1. Да, македонскиот јазик е она што треба да го чуваме и да го негуваме, да го сакаме и да го проучуваме и она што треба да не обедини сите што живееме во Македонија. Почитувани членови и симпатизери на ЗНАМ, граѓани на Македонија, драги пријатели. Македонската политичка сцена, нашиот председател и кандидат за председател на Македонија Максим Димитриевски обично ја опишува како црно-сива. За волја на вистината, ситуацијата е уште полоша. Таа е црно-црна, дури и поцрна. Веќе не само младите, од државата ни заминуваат сите. И оние што не можеле да врзат крај со крај, зашто се осиромашени и понижени, но и тие што релативно добро живееле, но не можеле да ги трпат аномалиите на системот, кој е практично несистем. Државата се потпира на неколку столба, а во основата секогаш се здравството, културата, образованието и науката, како и економијата, која треба да биде приспособена на нашите капацитети. Нашиот народ за тоа да нарекол истружи ги нозете како што тече кичето. И неот чепичето ни е толку мало, колку што доаѓа да надам.
но апетитите на политичарите се толку големи што го трошат и го јадат тој економски капацитет, корупцијата царува, буџетот криминално, за да ќарат оние што го изготвиле наместо граѓаните. И тоа ни се случува во континуитет, речиси 20 години наназад. Тоа се мотивите зашто јас лично решив да се вклучам во ЗНАМ, да застанам тука пред вас и да ја побарам вашата доверба и довербата на сите граѓани, за да запре сето ова. Зашто џабе ни е, ако ни е добро нам, ако не можеме среќата да ја споделиме со соседите кои се на работ на сиромаштијата. Со роднините кои се борат во великите на уништениот здравствен систем, со децата на нашите познаници, на кои на експериментални обучења на секој неколку години, одново и одново им се репетира начинот на учење и на образование. За сето тоа треба да се стави крај. Треба да се охрабрат и да се одважат и да ја земат судбината во своји раце и да се активираат за да си ја скројат собствената судбина. Затоа ние на овие избори одиме во коалиција со нив, со човекот од македонските улици, со ученикот и со професорот, со пациентот и со лекарот, со народот. Мора да излеземе од комфорната зона и да се потрудиме да направиме нешто и за другите. Македонија се темели на Крушевската република, на Крушевскиот манифест, на документите на АСНОМ, кои некои срамно сака да ги избришат од нашата меморија, на антифашистичката борба. Тоа е таа Македонија за која знаеме целиот наш живот, која ја губиме, која ни се лизга низ рацете, ни бега пред нашите очи, некој безобразно секојдневно ја редефинира. За да запре сето тоа, за да направиме подобра држава и подобро општество за сите, младите мора да бидат стимулирани да останат дома. Во нашата економска програма ние предвидуваме долгорочни кредити за младите за отворање собствен бизнис, чија камата ќе биде субвенционирана од државата. Младите дома, а не готовата умна и работоспособна сила како производ, како готов производ да им ја даваме на другите земји. За да живее урбаното, селото не смее да изумре. И обратно. Ќе обезбедиме финансиска поддршка за отворање бизнис во руралните средини. Зашто домата не е само Македонија, туку и нашиот микропростор од каде што потекнуваме и каде што мора да си обезбедиме достоинствен живот. А за да останат тука и да живеат како своите врсници во Европа и во светот, душата на Македонија, младите треба да имат можноста и сигурноста на местото што се нарекува дом. Предвидуваме укинување на данокот за купување стан во кој ќе живее собственикот. Драги пријатели, за да се уништи една нација не треба атомска бомба. Доволно е да и се уништи образованието. Доаѓам од делот високо образование и наука и секојдневно се соочувам и ги гледам проблемите во овој сегмент. Од 2006 до 2021 година платите на наставниците и на професорите речиси не расте. Растот пак последниве години е привиден. Веќе го има изедено инфлацијата. Споредбено со земјите во околината кои немаат толку многу поголем бруто домашен производ по жител, македонскиот професор кој има повисоки трошоци за живот, заработува најмалку. Платите на наставниците и на професорите треба да се кренат до 100% од актуелните. И тоа е најмалку што можеме да направиме за да му го вратиме угледот на учителот и да ги привлечеме најдобрите да бидат учители на нашите деца, независно дали титулата ќе биде наставник или професор, зашто даскалот си е даскал. А даскалите постојат за своите ученици, за своите студенти. За најдобрите студенти ќе обезбедиме стипендии во износ од 500 евра месечно, а пак за најдобрите 200 студенти ќе обезбедиме вработување во научните и во институциите на системот. Не сме партиската книшка да биде услов за вработување. На универзитетите и во државните институции треба да работат најдобрите за најдоброто за сите нас. Јас знам, вие знаете, сите знаеме дека вистинските луѓе мора да дојдат на вистинските места. Не може за учебници да одлучуваат луѓе што немаат напишано ни половина книга,
Наставните планови и програми треба да ги усогласиме со модерните технологии и достигнувања. Нашите ученици мора да добијат образование приспособено на потребите на општеството и на економијата, а тоа можеме да го добиеме само ако направиме систем што ќе поттикнува креативно, аналитичко и логичко размислување кај учениците, да сакаат да придонесат кон науката, но и во образовен процес што ќе поттикне креативноста на младите за составање собствен бизнис и финансиска едукација. На крајот, сите успеси се бесмислени. Сите успеси се бесмислени ако не создадеме образовен систем што ќе придонесе во градењето морални, честни и одговорни личности. Ние можеби сме сиромашни за да имаме вселенска програма или некоја напредна астрофизика, барем со овие вложувања во науката што ги имаме денес и сега. Но сме богати. Богати сме по дух, богати сме со културна традиција, за јазикот, за историјата, за фолклорот и за културата треба да направиме многу, повеќе од се што е досега направено, а и тоа ќе биде малку. Неопходно е да ги заштитиме сите наши културни богатства, од Курбиново, преку старите ракописи до старото Охридско градско јадро, од акведуктите и Скупи до Стоби и Хераклеа. Ќе финансираме проекти за промоција и заштита на културното наследство на Македонија. Но таа култура мора и натаму да биде жива и денес. Особено важно е да се поттикнат и младите автори од сите области, скулптори, мозаичари, сликари, писатели, поети и така натаму. Мора да се решат сите инфраструктурни недостатоци во објектите од културата и да се подигне свеста за важноста на културата и на културните споменици. Без театар, без архив, без културно наследство нема држава. Урнисувањето на културата е урнисување на духот на нацијата. И што е најважно, сето ова е остварливо. Многу лесно, многу брзо, ефикасно и ефективно. Почитувани соборци, се што ни треба се вистинските луѓе на вистинското место и нула корупција. Така ќе се обезбеди и знаењето и средствата за реализација на овие наши клучни приоритети. Нашата стратегија, наместо виткање кичма, ќе биде силата на аргументите, знаењето, честноста, работата и достоинството. Сакаме поинаку, можеме поинаку, знаеме поинаку. Си ја сакаме земјата, ги сакаме луѓето во нашата земја, сакаме да живееме тука, да создаваме и да напредуваме. Тоа го знам јас, го знаете вие, го знаеме сите. Затоа што Македонија е се што имаме, а знам, знае како. Ви благодарам. Ги повикувам почитуваните носители на пратенички листи да се качат на бината. Дека од македонец бива само македонец и не бива ништо друго.
Ние сме македонци, вие сте бугари. Ве сакаме и ве почитуваме, сакајте не такви какви што сме. Затоа што на друг начин никогаш нема да се разбереме. Не може македонецот да се чувствува како граѓанин на втор ред во држава во која што неговите предци имаат изградено, да сме биле на желбата на останатите во регионот, ние никогаш не би имале држава. Македонскиот политички фактор мора да дефинира национални македонски интереси и црвени линии, тоа што никогаш во минатото не е постигнато во нашата држава. Ние ќе бидеме тоа кои што ќе го понудиме тој документ на сите. Што е постаро, државата или правото? Немате држава без право, без правен систем. Ние правен систем имаме на хартија, но за жал нефункционален, максимално корумпиран и од тука всушност и главната корупција и политиките на неказнивост. И сето тоа, како идем председател на Македонија, имам намера да го коригирам. Максим нема никогаш, ама никогаш, еве јавно ветувам доколку бидам избран, да потпише закон со кој што граѓаните не ми се согласуваат. Движење Знам за наша Македонија. Нема потреба од посебна најава. Тој е човекот што не обединува, идниот председател на Република Македонија, господин Максим Димитриевски. Македонија пишува во оваа сала, таму над зидот, и сакам не само во оваа сала, во сите сали во Македонија, во сите училишта во Македонија, да стои оваа знаме зад мене и да пишува Македонија. Прво на македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, а потоа и на правото на сите етнички заедници кои што по закон го исполнуваат тоа право. Бидејќи не е така, за жал, мои драги соборци, пријатели, подржувачи, симпатизери. Ве гледам вака собрани, насмејани, со позитивна енергија и знам дека има надеж. Има надеж за сите нас. Има надеж за наша Македонија. Ве гледам и знам дека граѓаните се со нас и со мене како кандидат за председател на наша Македонија. Ова што ние денеска го гледаме тука, ова што ние денеска го чувствуваме во оваа сала, треба да го упатиме да допре до секој во Македонија. Да го почувствува тоа, да ја расшири таа позитивна енергија, да влееме нова надеж во Македонија. Наша обврска е да ја вратиме таа надеж кај секој граѓанин на нашата убава и прекрасна, но за жал пустошена држава, која што ден на ден ја пустошат и камен на камен не оставија,
а таа уште функционира, живее, се бори и ќе победи. Нашата цел е Македонија, македонецот, сите кои што живеат во Македонија, да произведат доволно храна, доволно енергија, за да бидеме своји на своето, да бидеме независни и одлуките за нас и за идните генерации да ги носиме сами, а не со туторство и под диктат, под уцени и притисок. Бидејќи ние сме македонци, а со нас живеат сите заедно со векови во оваа држава, кои што припаѓаат на сите останати етнички заедници. И мора да ја направиме Македонија поубаво место за живење. Ви благодарам искрено и од срце на сите вас присутни во оваа сала, што денеска сте овде со нас. Ви благодарам. Ви благодарам што денеска создаваме нови шанси како да направиме реални промени во наша Македонија. Движењето Знам за наша Македонија е нов политички субјект, но има сила, визија и е субјектот што ја носи и ја ветува суштинската промена во нашата држава. Овие кои што до сега 30 години се менуваат, потребно е да си заминат. Затоа што со секоја нивна месечна, тромесечна, годишна, 4 годишна смена е се полошо и полошо. Време е за нови лица во политиката. Еве ги зад мене. Овие се луѓето. И само дел од луѓето. Другите и останатите седат тука во вториот, третиот ред на трибините, во оваа сала и на сите ќе дадеме шанса. Бидејќи тие го заслужуваат тоа, а Македонија има потреба од тоа. Време е за луѓе кои што интересот на граѓаните и државата ќе го стават на прв план. Темелите на нашата држава и линденските и асномските принципи, во кои е вграден вековниот стремеж на македонскиот народ да создаде собствена држава во која ќе се почитуваат правата на сите граѓани кои што живеат во неа со еднакви права, но и обврски кон државата, се заборавени во овие 30 години од оние кои еменуваат позицијата и власта секојдневно. Ги доведоа македонците во собствената држава да се чувствуваат како граѓани од втор ред, наметнувајќи наратив дека Македонија е биетничка, а не мултиетничка. Дека Македонија припаѓа на две мнозинства и многу малцинства. Ги доведоа во прашање основните одбележја на македонскиот народ. Националниот идентитет, јазик, култура и нашата собствена историја што ја создаваа нашите предци. Го доведоа со животот да функционира само на хартија или пак во институциите на системот, додека надвор помеѓу граѓаните соживот за жал отсуствува. Не доведоа во позиција во 21. век да се докажуваме кои сме и што сме. Направија и прават грабеж и распродажба на националното богатство. И онаа што е најпоразително, придонесоа граѓаните да не си ја сакаат својата држава и од фрустрации да си заминуваат, гледајќи ја иднината надвор од нашите граници на Македонија. Доколку продолжи ова тонење со тортурата, грабежот што се случува и од една друга
другата страна, секако со сесрдна помош на вечниот нивен коалиционен партнер на едните и на другите, за жал Македонија ќе ни остане само на хартија. Во Македонија ни е потребен баланс во општеството, во политиката, во спротивно и понатаму ќе ни се случува онаа што ни се случува во континуитет изминатите 30 години. Тука сакам да додадам дека голема важност за нормалното функционирање на државата има и дефиницијата на соживотот. Македонија мора да гради реално мултиетничко општество, а не биетничко како што тие го создадоа. Како што некој во континуитет преку квази и вечни експерти се обидува да ни го представи на секој пишан и електронски медиум. Во Македонија граѓаните мора да се интегрираат во општество, да се разбираат. Граѓаните мора да се интегрираат во општество, да се разбираат, да живеат во слога и заедништво. Тоа е Македонија, тоа е мултиетничко општество. Знам дека оние што го создале проблемот, нормално е дека и не можат да го решат. Затоа, почитувани мои присутни, потребна е промена. Промена која што мораме да се обачиме и да ја направиме сите ние овде присутни во сала. Па велат, сите политичари се исти. Епа, почитувани, не сме исти. Многу сме различни. Нас во движењето Знам за наша Македонија не спојува само и првенствено материјален и финансиски или каков било друг лукративен интерес. Нас не спојува единствениот интерес околу нашата Македонија. Крајно време е да се запре слободниот пат и тонење на сите вредности и принципи во оваа држава. За нас, како движење, како кандидат за председател на државата, принципите на кои е поставена Македонија се црвените линии, нешто за кое нема разговори и преговори и секое отстапување ќе значи изневерување на жртвите што се вградиле во темелите на Македонија. Секое отстапување од тоа ќе значи пречекорување на црвените национални интереси. Демократија, владењето на правото и почитувањето на основните права и слободи на секој поединец се основните принципи по кои се раководиме за менување на црно-сивата или се поцрна, професоре, слика во земјата. Токму поради тоа, сакам да го задржам вашето внимание на она што на овие избори им го нудиме на граѓаните како движење Знам. Движење Знам за наша Македонија и јас како кандидат за председател на нашата држава. Јас сум тука пред вас и пред граѓаните за да победам и уведен сум дека тоа е возможно, бидејќи јас покажав и на локално, заедно со тимот, како една задолжена општина може да стане финансиски стабилна и своја. Така и од Македонија ќе направиме своја држава, своја на своето, а при тоа народот секогаш ќе знае со што и колку располага. Покажавме како во една мултиетничка средина сите граѓани имаат еднаков пристап до институциите и можат да ги остварат своите со закон гарантирани права. Јас искрено само тоа сакам да го спроведам заедно со сите вас и многумина во оваа сала во пракса и на национално ниво. Сметам дека секој човек без разлика кој е, што е, од кое потекло е,
какви политички, верски или други убедувања има, заслужува да биде третиран со почит и дека никому не треба да му се нарушува личното достоинство. Ке бидам председател на Македонија, кој суштински ке постапува согласно уставните надлежности и ќе биде независен во своето постапување, а при тоа нема да должи, ниту пак ќе има обврска кон ниту една партија, освен кон граѓаните на Македонија. Тука пред вас, силно, јасно, честно, одважно, велам знам, сигурен сум дека никогаш нема да потпишам закон или друг документ што ќе иштети и на државата, а и на нашиот народ. И нема да молчам. Време е во Македонија и председателот од својот лагоден кабинет да се спушти доле помеѓу граѓаните, да ги слушне и во нивно име да иницира закон и законски решенија кои што ќе бидат во нивна функција. Бидејќи колку имаат допринос политичките субјекти во парламентот, сепак председателот функцијата е влече својата тежина од суверенот, а тоа сте вие, граѓаните, по бројот на поддршката која што ја добива на непосредни избори и има право да крене глас и да се одважи. И верувајте ми, со мене секогаш ќе биде така. Мојата цел е да бидам председател на Македонија, кој што ќе биде столб и гарант на уставот, на државата. Граѓаните заслужуваат нов профил на председател, кој што достоинствено ќе ги представува како надомашен уште повеќе и на меѓународен план. Како? Достоинствено со знаење. Многу е важно кој ќе биде председател и дали тој ќе биде само продолжена рака на политичките партии или пак ќе застапува ставови со кои ќе се сложува мнозинството на граѓаните без одглед кој од која етничка заедница доаѓа или кој на која политичка партија и припаѓа. Сакам уште еднаш да потенцирам дека граѓаните не ги делам ниту по етничка, верска или политичка припадност, туку работам од срце за сите. Тоа е праксата од моје Куманово и тоа ќе го применувам и како иден председател на Македонија. Убеден сум дека победата е можна поради тоа што гледам дека граѓаните се со мене, дека граѓаните се со нас од движењето Знам за наша Македонија. Граѓаните на Македонија ја препознаваат различноста што доаѓа со нас и убеден сум ќе излезат масовно и ќе ја дадат поддршката на движењето Знам за наша Македонија, за мене и за сите овие кандидати, носители на листи, кои што гордо стојат зад мене. Почитувани, наша цел е Македонија да биде земја во која ќе владее правото, ќе има правда за сите и казнивост за сите, еднакви можности за секој граѓанин. За жал, Македонија е сега земја во која владеат корупција, неправда и криминал на секоја педа. Со децении оние што практикуваат власт ветуваат едно, а остваруваат само придобивки за себе и за своите фамилии. Се создаде најблагоречено приватна држава во која економијата, правдата со животот функционира одлично, но само за нив одредени политички елити и нивните пулени. Власта, од која било боја со своето недомаќинско и криминално однесување, не само што Македонија не ја приближија до развиените држави во економска и обштествена смисла, туку ја оддалечија од развиениот свет и од Европската Унија. Под разни изговори една педа не мрднавме напред.
создавајќи недопирливи, неказниви и вечни поединци, групи и семејства, придонесува во разградувањето на сите стандарди и вредности на кои почива едно модерно општество и економија и ги направија речиси недостижни целите кон кои се стреми една нормална држава која се грижи за своите граѓани. За да се ефектуира со децении спомнуваната борба против корупција и организираниот криминал, која што е рак рана не само на државата, воопшто и на демократијата во целост, сметам дека прв чекор би бил темел на таа реформа во јавната администрација со ношење на закон за борба против непотизмот и мултиапликативниот криминал. Тоа не значи бркање луѓе од работа. Има многу честни и достоинствени луѓе во тој систем, но на сите дефинитивно таму не име место. Не може плати врата, земај плата, прашај го кај работи, не знае кај му е работното место. Ке го испратиме од Тетово на работа во Берово. Тоа не е дозволиво, Македонија не е толку богата држава. Понатаму сметам дека е неопходно зголемување на казнивоста и почитување на законите како клучни фактори за сузбивање на корупцијата. Нашето мото во знам е нулта корупција во Македонија. Нема толеранција за никој. Правда мора да има за секој. Судска власт, правосудство, во целина треба да се одважи и да се огради од оние кои работат под диктат и под политичко влијание. За жал, во нашето правосудство, во куќите на правдата, која ќе влезете, треба да фатите едно осило во раце, исполнето со безброј оси и мал број на пчели, кое што треба да се реформира во целост, бидејќи постојат во тие органи на судство и обвинителство и честни луѓе кои што можат да се стават во функција и на државата и на граѓаните и да ја делат правдата подеднакво за сите, но и казнивоста првенствено за тие кои што ги создадоа овие услови во кои што денеска живееме и работиме. Затоа јас, како идем преседател, ќе предлагам согласно надлежностите за функциите луѓе кои што се честни, достоинствени и луѓе со интегритет. Ке споделам повеќе размислувања со повеќе универзитетски професори денеска со вас во Македонија. Велат, Максиме, добра ти е замислата. Убав пат си избрал. Ти требаат интелектуалците. И час и чест на тие интелектуалци кои што се денеска во оваа сала. Но најголем дел од тие сакат да седат во сигурно. Вие сте интелектуалците. Сите во оваа сала и во онаа сала кои што ќе ни се приклучат. Бидејќи џабе вие диплома ако немате образ, карактер и интегритет. И затоа ги повикувам јавно тие кои што ме советуваат и мене и нашиот тим да се одважат и да ни се приклучат во клубот на интелектуалците на Македонија кои што ќе направат суштинската промена во нашата држава. Македонија тоа го бара. И ние имаме обврска да го направиме тоа. Ние заедно со вас, граѓаните, ќе направиме Македонија држава со функционални институции и професионалци кои што ќе бидат на услуга на граѓаните, а не во функција на политичката елита и шефовите. Велат, шефот така кажа, па доста беше. Почитувани, нашата цел е Македонија да стане само одржлива држава со силна економија, а при тоа да се зачуваат природните ресурси и капацитети кои што од ден на ден секојдневно се разграбуваат. Мораме да обезбедиме енергетска независност, што ќе го постигнеме со изградба на
електроенергетски објекти кои ќе бидат во собственост не на странци, туку на нашата држава, со наши пари. Ако има пари за патишта и кредити, ќе има пари и за наша енергија. Нема да дозволиме стратешките интереси да зависат од тие што се околу нас, туку ќе бидеме своји газди на своето. Ќе се направи гасификација, така што се прави и во Куманово, и ќе го направиме тоа и во цела Македонија. Но тоа нема да биде само ветување, тоа и ќе го реализираме. Македонија мора да има повеќе начини за обезбедување на своја собствена енергетска независност. Секојдневни се понудите од различни стратешки наводни партнери на државата. Но при тоа мора да се спроведат легитимни тендерски постапки, а не да се договараат стратешките инвестиции во 4 очи и тоа да им се сервира на бланко и на инвеститорите, а и на граѓаните. Втора важна компонента за самоодржлива држава е производството на храна. Во наредниот период ќе ододиме кон планиран развој на земјоделието и за гарантирани цени на основните земјоделски производи, со цел тоа да стане водечки фактор во нашата економија. Со правилна распределба на буџетот за производство на храна, со поволни кредити, со ниска камата за земјоделците, со субвенции за земјоделците, но вистинските земјоделци, може да се зголеми производството на здрава храна, со помалку пестициди, но и на високо квалитетни стоки. Водата нема да е на продажба како наше национално богатство. Македонија има вода. Во следниот период тие ресурси ќе значат суво злато во светот. И нема да дозволиме друг да ги менаџира и контролира. Туку ние со собствените ресурси ќе создаваме дополнителни добра и со тоа ќе го качуваме GDP-то по глава на човек во државата, бидејќи недозволиво е еден бугарин двојно повеќе да произведува од еден македонец. Еден грк три пати и повеќе да произведува од еден македонец. А во што сме различни? И тие од крв и од месо и ние. Но нашата власт е екстремно корумпирана повеќе од 30 години и време е да му ставиме крај на тоа. Бидејќи сите пари кои што се заработуваат, на крајот завршуваат во нивните приватни джебови. И за тоа се борат за власт. Не се борат да дојдат и одговорно и посветено да работат како што работиме и сакаме да работиме ние. Македонија има голем потенцијал во развојот на туризмот, особено во алтернативните видови на туризмот, кој што последните години има се повеќе приврзаници. Ке ги потикнуваме домашните инвеститори во мали и средни предпријатија, а ке им се даде предност на домашните фирми заинтересирани да вложуваат во средства во поголеми стопански објекти. Сметаме дека за развој на економијата важно е да се препозна и од нашите луѓе во странство, од нашата диаспора, и тоа ќе им помогне да се решат, да се вратат во земјата и да инвестираат тука. Бидејќи, верувајте ми, имаме моćни луѓе во странство, но кога ќе дојдат, нема ниту кој да ги прими, а камоли кој да ги слушне за нивната идеја, нивното размислување и нивното планирање. Нема економски раст и развој, нема просперитет без добра инфраструктура, поради што особено внимание ќе се посвети на развојот на комплетната патна мрежа и особено на развојот на железничкиот сообраќај. Една пруга Куманово-Белјаковце ја градат 33 години, 2 пати ги променија шините, 3 пати праговите и ете ја се уште ја градат. Еден пат од Скопје до Катланово не можат да го реконструираат со години, а да не зборувам за патот Кичево-Охрид. Ние нема да работиме така. Ние ќе работиме посветено секојдневно. Со најмалку пари ќе се обезбедува максимално најголема инвестиција. Доколку ја добиеме поддршката од граѓаните, ќе бидеме на вистинскиот пат
да ги направиме суштинските и корените промени во нашата земја и во општеството во целина. Интеграцијата во Европска Унија е наша стратешка цел, но ние мораме да си ја сработиме домашната задача овде, кај нас во Македонија, односно да имаме држава со силна економија, институции од доверба, владење на право и почитување на човековите права и слободи. Само така ќе имаме потребната почит и нема да има никаков простор да бидеме условувани и уценувани. А тоа значи да бидеме единствени и обединети. Тоа е потребно на Македонија. Токму поради тоа, заедно треба и мора да се обединиме, да застанеме зад интересите на граѓаните и да не дозволиме натамошни понижувања на внатрешен, но и на надворешен план. Тука би сакал да додадам дека како председател на државата ќе се заложам нашите односи да ги засноваме со сите надвор на база на репроцитет и ќе укажуваме дека секој договор има две страни. Не може и не смее да се дозволи Македонија да ги исполнува сите наведени обврски од постигнатите договори, а другата страна да биде амнестирана од нив. И велат, Северна ли е, Македонија ли е? Македонија е овде, а можете да ме пишете како сакате. Така учевме, така израснаме и тоа од нас не може никој да го искорени. Во Преспанскиот договор Македонија не е забрането да биде користена и ќе ја користиме секојдневно, а вие, наметнувајќи го тоа северна како папагали од ден на дел, создадовте фрустрација кај народот, па им се одмили сето тоа. Ние нема да ја правиме таа грешка. Многу важно во таа насока е представувањето на тие принципи пред нашите пријатели, стратешки партнери и меѓународните институции, за да ја добиеме потребната подршка и да продолжиме по патот на интеграциите кои се од наш интерес. Знам дека со мудра политика ќе создадеме услови да ги одржуваме добрите односи и пријателства со нашите стратешки партнери, но и со останатите држави со кои ќе имаме заеднички интереси и блискост во политичките ставови за важните меѓународни политички и економски прашања. Бидејќи ние прво работиме за Македонија, потоа за нашите стратешки партнери и за сите пријатели на Македонија. Единствено така ќе можеме како горди граѓани на оваа држава, како македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци и сите останати кои што живеат под оваа небо, да одиме со крената глава и при тоа да не дозволиме да се подгази сето тоа за што се бореа нашите предци. Како председател на државата и врховен командант на армијата, ќе се заложам за унапредување на условите во кои што работат сите припадници на АРМА, зголемување на борбената готовност, но и обезбедување на поголеми годишни буџети за опремување на нашата армија, бидејќи во нашето соседство и пошироко сите се опремуваат, а ние мора да бидеме подготвени како што старите наши предци велеа, се знае како се чува државата. Секогаш мора да бидеш подготвен да ја браниш. Со особена чест ќе извршувам функцијата врховен командант на армијата како председател на државата. Почитувани присутни, дами и господа, на крајот сакам да се заблагодарам што имам чест да бидам кандидат за председател на Македонија, подржан од граѓаните и движењето Знам за наша Македонија. Сакам искрено и од срце да се заблагодарам на секој еден поединец
кој што масовно се озва и даде писмена подршка, својрачен потпис за мојата кандидатура. Но исто така, да се заблагодарам и на сите оние граѓани кои што во колони, редици и автобуси излегоа и подпишаа под барање на политичките субјекти за останатите кандидати на кои им ја честитам кандидатурата. Но при тоа сакам едно да им ветам на тие граѓани, дека после оваа борба во Македонија никогаш повеќе нема да биде исто. Никогаш повеќе граѓаните нема да бидат така третирани и уценувани, бидејќи ќе дојде една нова власт и нова енергија од граѓаните и за граѓаните. Сакам да се заблагодарам што сите вие сте тука и ја давате својата подршка на визијата што ја имам за Македонија како земја со силна економија, правда и среќни луѓе. Сакам да ве уверам дека за мене зборот е збор. И тоа правило уште од шарена револуција за мене се уште важи. Нема добро, нема честност, морал, доколку едно мислите, друго зборувате, а трето правите. Ние не сме такви. Животот со такви принципи е тежок, но е возможен и тоа го знам од пракса. Знам дека на овие избори Македонија е на раскрсница. Знам дека граѓаните ќе ја препознаат различноста и ќе ја дадат својата подршка за движењето, знам за наша. И знам дека граѓаните на оваа раскрсница нема да сакаат да вртат како на кружен ток, затоа што никој од нас повеќе не посакува да одите да примите инфузија, а да не ве разбираат што ви збори. Да одите да побарате медицинска интервенција, а да не знаат да ви стават инекција. Да чекате во ходниците, пред шалтерите, кај тие кои што се таму поради вас. И на крајот, кога ќе тропнете на вратата, кај вашиот пратеник, да нема време за вас. Ние ќе бидеме тие кои заедно со вас врз база на вакви принципи и идеологија ќе ја бараме подршката, ќе ја добиеме и ќе ја градиме Македонија во просперитетна, сигурна и убава држава на сите нејзини граѓани, но при тоа почитувајќи го македонскиот геном и корен кој што ја создаде Македонија да биде држава на сите. Ви благодарам многу, одиме во една нова победа. Дижење знам за наша Македонија. Ви благодарам. Да живее Македонија! Секој ден што од Бога ми е подарен го вдишувам и го живеам ко последен како зрак. Низ облак што се пробива, нежно те покалува. Знам дека се е запишано во звездите живееме, за да некому припаѓаме. Не знае дека за тебе јас постојам, бескрајно ти припаѓам. Знам, расти земјо мила, чија не си била, колку бол во себе само си скрила. Кога не сум тука, срце силно чука да се вратам да подикува моја Македонија. Јас сум твој, а ти си моја, како некогаш единствена.
i slobodna za sekogаш како zrak. Niz oblake se probijam za tebe, da zapejam, znaj дека се запишано во звездите живееме, за да некому припаѓаме, не знае дека за тебе јас постојам, бескрајно ти припаѓам, знам. Расти земјо ми лажи, ја не си била колку бол во себе само си скрила кога не сум тука, срце силно чука, да се вратам да повикува. Расти земјо ми лажи, ја не си била колку бол во себе само си скрила кога не сум тука, срце силно чука, да се вратам да повикува. Расти земјо ми лажи, ја не си била колку бол во себе само си скрила кога не сум тука, срце силно чука, да се вратам да повикува. Моја Македонија.